заедно со представниците на општина Берово, со представниците на ромската заедница, дојдовме да ја финализираме една од акциите, односно втората акција во општина Берово. Поставувањето на безбедносните банкини во ромското мало, односно 23 август. Денес чест ми е и огромно задоволство. Сакам јавно да најпрвин да кажам благодарам, големо благодарам до заедницата, затоа што без нивната поддршка ние навистина немаше да можеме да реализираме оваа акција. Оваа акција е директно од нив, затоа што нивни приоритет стана реалност, ние само помогнавме. Морам исто така јавно да се заблагодарам на општина Берово за беспрекорната соработка со нашата организација, со сите проекти кои што ги води Ромалитико како институт. Сакам да се заблагодарам на моите колеги кои што навистина успеа да го направат ова реалност. Општина Берово, односно ромите од Берово се еден позитивен пример за сите општини во Република Северна Македонија, само поради тоа што веќе завршија со финализирање на втората акција при проектот Заедно за просперитетна заедница. Една е поставувањето на сверното огледало, кој што направи навистина многу за сообраќајот најпрво во мало, исто така и поставувањето на заштитните банкини. Ние тука не застануваме, дефинитивно не. Продолжуваме со работа, се она што доаѓа од терен, од нашата заедница, се тоа што за нив представува приоритет. Ние ќе застанеме зад нив и ќе продолжиме да работиме заедно. Меѓу другото, денес сме тука и да го посетиме ромското мало, да видиме каква е ситуацијата и во останатите улици, да видиме што можеме заеднички да направиме во општина Берово. На крајот сакам исто така да потенцирам дека оваа акција е една од акциите меѓу 17 општини во кои што го покриваме теренот на Република Северна Македонија, која што чинеше некаде околу 170.000 денари. Вкупната сума не доаѓа само од нас. Несебично сакам да кажам дека заедницата сама направи многу повеќе од тоа што ние понудивме општина Берово, исто така и сметам дека ова кохезија, ова заедничко соработување ќе води со многу повеќе акции и подобри животни стандарди за ромската заедница во општина Берово. Една од активностите кои што понатаму треба малку посериозно да го разговараме како точка на приоритет за ромската заедница е пробивањето на патот во 23 август улицата малку погоре. Тоа во соработка со општина Берово, во соработка со заедницата треба да изнајдеме едно соодветно решение кое што ќе биде прифатливо и за општината и за ромската заедница и за воопшто граѓаните во општина Берово. Тоа е една од акциите кои што можам да ја најавам уште сега. Останува секако да идентификуваме, да мапираме заедно, да видиме што можеме да направиме, да видиме колку можеме да направиме. Се разбира кој што може да направи и мислам дека по оваа акција имаме простор за повеќе работа. Дозволете ми да се заблагодарам на тимот од Ромалитико, кои безрезервно ја даваат својата поддршка за реализација на идеите и приоритетите кои што ги имаат заедницата. Исто така, се надевам дека поставувањето на заштитната ограда на критичните места на улицата 23 август навидум изгледа мал проект, но во суштина е од големо значење за безбедноста на граѓаните кои што живеат во општина Берово и на граѓаните кои што живеат во овој дел на градот, а посебно за безбедноста на дечињата кои што се движат по улицата 23 август. Проблемот со загрозувањето на безбедноста на улицата 23 август повеќе пати е даван како приоритет за решавање на истиот и заедно со поддршка, финансиска поддршка од страна на општина Берово, а исто така со поддршка од УСАИД и Ромалитико и проектот Заедно до просперитетна заедница е решен овој проблем и се работи континуирано на зголемување на безбедноста на граѓаните од овој дел на градот. Морам да го потенцирам и поставувањето на сверното огледало, кој што е исто од големо значење за безбедноста на граѓаните во
на самата улица и во градот, во општината. Општина Берово континуирано работи на зголемување на безбедноста на граѓаните, на подобрување на квалитетот на живот на граѓаните и се надевам дека и во иднина ќе имаме реализација на поголем број на проекти и исто така се надевам дека реализацијата на досегашните проекти е од големо значење за граѓаните, од ромската заедница